Од денеска до петок ќе се врши идентификација и враќање на личните предмети пронајдени на местото на трагедијата што се случи во дискотеката Пулс во Кочани, поречиси една година од пожарот. Извори за 24 објаснуваат дека станува збор за предмети кои припаѓаат на сите посетители, кои биле присутни кобни од 16 март, а пријавиле дека имаат исчезнати предмети, вклучувајќи мобилни телефони, паричници, накид, часовници, ташни, облека и обувки. Се известуваат сите повредени лица, блиски членови на семејствата на починатите, како и други лица посетители за време на настанот, дека во периодот од 2.3.2026 година, понеделник, до 6.3.2026 година, петок, од 9 до 18 часот, треба да се обратат во просториите на Оделението за внатрешни работи Кочани, лоцирано на улица Тодосија Паунов, број 12, Кочани. Целта е враќање на личните предмети пронајдени на местото на настанот за време на увидот, кои припаѓаат на повредените и починатите лица. И на првиот ден од постапката за враќање на личните предмети од пожарот во Пулс, апел на социјалните мрежи испраќа мајката на загинатата Ивона Антова, која бара сите кои биле во полициските простори или имале контакт со предметите пронајдени по увидот да ги вратат кај вистинскиот сопственик. Ве молам, ако некој не сакајќи или погрешка земал работи што не му припаѓаат, да ги врати кај вистинскиот сопственик. Како можете да носите нешто кога знаете дека е од невино убиено дете? Кожено долго палто, мантил, нараквица од Тифани Компани, сребрена нараквица дебела иста како на сликата, обетки од Сваровски, прстени, очила од Емпорио Армани. Зелен ајкос, шминките не се важни, но ова се незини лични работи и треба да се вратат таму каде што припаѓаат. Не барам ништо туѓо, барам само она што беше на моето дете. Вратете ги со мирна совест, зашто тоа се спомени од еден млад живот кој изгасна прерано. Една мајка ве моли. Дел од родителите пак за 24 во текот на изминатата година во повеќе наврати изјавија дека предметите на нивните загинати чеда веќе им се вратени. Инаку постапката се отвора во чувствителен период за семејствата и повредените, кога спомените од трагедијата повторно силно се враќаат во пресрет на годишнината, која ќе се одбележи со 3-дневна програма од 14 до 16 март.